Светски ден на штедењето. Во продолжение разговараме со Барбара Брезовска-Поњавик од Македонската банкарска асоциација. Господјо Поњавик, добро утро, добре дојавте во студиото на Телма. Благодарност за поканата. Рековме во најавата, во генералната најава дека заштедите на граѓаните растат дури и во време на криза, иако имаше еден тренд на почетокот на војната во Украина, на почетокот на годината февруари-март, кога граѓаните некако во паника и беше тренд што траеше неколку месеци, ги подигаа своите пари од банките и ги ставаа под перница на сигурно, плашејќи се од разгорување. Дали ваквиот тренд запре, односно се врати повторно до вербата и повторно таа транзиција се случи од подперница, парите се вратија во банкарските сефови, каде што е веројатно посигурно? Така, точно е, значи депозитите континуирано бележат стапки на пораст, така и оваа година. Иако на почетокот на годината бевме соочени во крајот на првиот квартал и почетокот на вториот квартал со некоја паника, неизвестно страв заради актуелните случувања во тој период, ескалација на војниот конфликт во Украина, ценовните шокови, инфлаторните тенденции, енергетската криза, значи сите тие случувања придонесоа за времено повлекување на депозитите од банките и навистина имаше значително намалување. Меѓутоа, гледано од оваа перспектива, депозитите се враќаат во банките, зашто говорат и официјалните податоци. Така, тука ќе ве прекинам кратко, само тие сите причини поради кои во март ги подигаа граѓаните своите пари, се уште се актуелни, меѓутоа. Да, и затоа зачудува зошто во март ги подигале, а во меѓувреме ги враќаат, иако и натаму имаме војна, иако и натаму има висока инфлација, иако и натаму имаме енергетска и економска криза. Секогаш е стравот, онаа првична паника, првичен страв, воздржување на известност, клиентите реагираат со повлекување, меѓутоа би рекла, доколку се вратиме години наназад, без малку секоја година банкарскиот сектор се соочува со одредени предизвици и ние како банка стоиме сигурни и одговараме на предизвиците од она непредвидливо обкружување и од искуството веќе 20 годишно во банкарскиот сектор. Навистина можам да кажам дека депозитите се враќаат и клиентите, штедачите, граѓаните се навикнуваат на таа реалност и повторно се стекнува довербата и средствата се враќаат во банкарските текови. Да, колкава е вкупната сума оваа година на овој 31 октомври што се обелоденува како вкупна заштеда на граѓаните? Најдов некаде во статистиката дека се ја надминала таа граница од 5 милиарди евра вкупни заштеди на граѓаните. Точни се податоците со кои што располагате. Вкупната заштеда на граѓаните изнесува нешто над 5 милиарди и 73 милиони евра. Значи, тој континуиран пораст на депозитите е една потврда и признание за банкарскиот сектор и довербата која што ни ја даваат граѓаните и секако представува сериозна одговорност и обврска банките грижливо да се однесуваат кон средствата на граѓаните и да ги пласираат во сигурни и здрави проекти како тој тренд и понатаму би продолжил. Оваа сума што ја спомнувате од 5 милиарди и 73 милиони евра е рекордна во досегашната 3-деценijска самостојност на Македонија? Така е, рекордна, значи постојано години наназад, доколку се вратиме, просечни, 5 години да земеме наназад, просечно депозитите растат за некој 8%, просечно со исклучок на пандемиската 2020 и тековна која што веќе ја споменавме, кога имаше по-слаби стапки на пораст, меѓутоа во континуитет депозитите растат, дури и во тие кризни, тешки години, сепак состојбата порастот бил со позитивен предзнак. Така. И како вкупна сума, како сума во тотал е рекордна во рекордна е, секако е рекордна. До сега и немало таа состојба. Колку од оваа сума вкупна се чува во денари од овие заштеди на граѓаните, а колку во девизи? Би рекла дека структурата е прилично избалансирана во моментот согласно последните официјални податоци. Девизните заштити се нешто над 50%, 53%, остатокот се нормално денарски заштеди околу 47%. Гледано на долг рок, значи секогаш однесувањето и преференциите на граѓаните се менуваат во зависност од општествено-економскиот амбиент во кој што нели сите ние живееме. Така да актуелно сега во овој период е поинтензивното
пласирање на средствата во девизи, меѓутоа повторно не е тоа нешто толку засилено и толку впечатливо, додека до неодамна бевме сведоци на тренд каде што интензивно средствата се пласираа во денари заради интерес на граѓаните за повисок принос од каматите, имајќи во предвид дека каматните стапки на денарите беа повисоки. Така да тоа се некои циклични движења и осцилираат околу тие 50%, добро, но прилично избалансирано. 53,47 евра наспроти денари, меѓутоа овој податок говори дека граѓанството, луѓето, македонските граѓани имаат голема доверба во денарот како домашна валута или пак причината за тоа што е релативно висок процентот на граѓани кои штедат во денари, повисоката камата за денарско отколку за девизно штедење. Како вие го објаснувате, како доверба во домашната валута или пак? Секако, значи одговорот веќе го дадовте и вие. Тука постои некој оптимален баланс помеѓу довербата, значи довербата и сигурноста на финансискиот систем е примарна за граѓаните, нели да ни ги доверат своите заштеди, но секако тука битен фактор се и каматните стапки кои што беа во одредени периоди скоро дупло повисоки од оние на девизните депозити, така да одговорот би рекла е некаде посреди. Пред се стабилноста, на секако и каматните стапки се оние кои што, како да кажам, промовираат штедење во денари. Така, сега депозитите во банките растат со години, како што рековте и самите, освен во онаа пандемиска првата година на целосен карантин. И покрај тоа што во целиот тој период се намалуваа каматните стапки. Штедењето практично во последниве години можеби стана и сосема неисплатливо, меѓутоа веројатно најсигурен начин за чување на вишокот пари беа банките. Оваа година соочени со сите видови на кризи, со војната во соседството, за ублажување на инфлацијата, нели Централната банка во неколку наврати ги вршеше корекција, ги зголемуваше каматните стапки на благајничките записи и со последната промена стаса на ниво 3,5%. Оваа мерка е со цел за да се натераат комерцијалните банки вишокот на ликвидни суми да ги дадат во Централната банка да ги пласираат, а не да ги пласираат во комерцијални кредити. Што значи ова? Ке поскапат парите генерално, меѓутоа што значи и во однос на заштедите на граѓаните, дали ке растат и тие камати и дали ке растат и каматите на кредитите. Парите поскапуваат. Така е, тоа е факт, секојдневен факт со кој што нели сите сме сведоци на тие покачувања на референтните каматни стапки. Тоа е пред се одговор на оние инфлаторни тенденции со кои што се среќаваме, со поскапување на средствата. Идејата и нели целта на монетарната политика е собирање на оној вишок на парични средства во банките преку намалување на потрошувачката и борба со инфлацијата. Така да тој некој циклус е очекуван во вакви услови со покачување на референтните каматни стапки, за очекување е покачување на каматните стапки на депозитите. Несомнено, значи паралелно со каматните стапки на депозитите, врзани се и каматните стапки на кредитните производи, значи активните па каматни стапки се врзани и условени од каматните стапки на депозитите и кога имајќи во предвид дека очекуваме покачување на каматите на депозитите, несомнено дека ќе има и соодветна нагорна корекција на каматните стапки на кредитите. Има поволни и помалку поволни каматни стапки кои варираат од банка во банка, бидејќи тоа е нели пазарна економија. Меѓутоа генерално во која рамка може да се очекува да се движат каматите? Ќе има зголемување за очекување, меѓутоа има ли некоја горна граница кога каматната стапка на благајничките записи изнесува 3,5%. Кој е оној горен лимит? Така, значи моменталните стапки, она што статистиките и податоците, официјалните податоци од пазарот го говорат, моменталната каматна стапка просечно се движи околу 1,04. Зборуваме со последните податоци со август. Тоа е каматна стапка која банките ја плаќаат за депозитите. Меѓутоа е просекот. Сведоци сме на актуелни, атрактивни промотивни понуди со каматни стапки кои што да до 2,7 за денарите, 1,5 за девизите, така да очекувано е дека овие изолирани промотивни понуди нема да останат нели промотивни, многу за очекување дека каматните стапки ќе го достигнат нивото од околу 3% поени. Зборуваме нели за депозитите. За денари или за денари некаде околу 3% за очекување. Не би шпекулирала нели за понатамошни зголемувања, времето ќе си го покаже своето до кое ниво ќе одат стапките, но мислам секако
кое е сигурно дека ќе има покачување на каматните стапки. Што е со каматите за кредитите? До која граница би можеле да се во нагорна линија додат тие? Знаете како, веќе нели одговорив на прашањето, тие се врзани условени едните од другите, така да не би шпекулирала сега, секако тоа е деловна политика на секоја од банките на кој ниво ќе одлучи да застане нели со покачувањето, но несомнено ќе има покачување. Не би шпекулирала и не би, затоа што се работи за банкарски сектор, за многу банки и би било неблагодарно сега да се... Да, сега би ве прашал како банкар, има една мала нелогичност или недоумица на некој начин, во време кога парите поскапуваат, поради сите видови на криза што ги спомнавме, тие истовремено ја губат својата вредност поради високата инфлација. Значи 1000 денари денес или 1000 евра денес не вредат исто колку 1000 денари или 1000 евра лани. Каква е оваа контрадикторност? Парите поскапуваат, а ја губат својата вредност истовремено. Така да. Така е. Како се објаснува овој феномен? Знаете како, граѓаните мислам се доста мудри и доста се научени да делуваат во најразлични услови, така да во ситуации на вакви нели покачувања на вредноста на средствата, значи тие одлучуваат, секако заштедата во банките останува како примарен избор пред се тргнувајќи од сигурноста, стабилноста. Меѓутоа, во овие последни, да кажам, месеци, граѓаните некако заради сите овие состојби, кризни состојби, одлучуваат дел од своите расположливи средства да ги инвестираат во недвижности. Тоа е некој тренд кој што нели се забележува во овој последен период со цел да се задржи вредноста на своите средства кои што ги имаат. Така. Рековте каматите може да се очекува растат, меѓутоа никогаш нема веројатно да се вратат на она ниво од пред 10 на 15 години, кога со една солидна сума на пари депонирана во банка можеше само од камата да се живее комотно. Така да, тоа беа, да кажем, убави времиња за штедачите. Повторно не би шпекулирала до кој ниво и дали ќе се вратат на тоа ниво, бидејќи особено сега се наоѓаме во еден убав период на покачување на каматните стапки, барем од аспект на штедачите. За нив е нели ова е поволен, позитивен период кога нивните заштеди ќе бидат оплодени, но не би шпекулирала дали ќе се вратат на тоа ниво и кога ќе се вратат се случуваат на пазарот многу непредвидливи состојби, никој не очекуваше во услови на надолно и намалување, надолно движење на каматните стапки дека ќе дојде трендот на повторно покачување, така да оставиме времето да покаже каде е максималното ниво. Да, во овој момент, а и со години назад, каматите се многу повисоки за штедење во денари отколку во евра. Сепак на долг рок, дали е побезбедно да се штеди во девизи? Знаете, како вработен во банка и лично како штедач, не би го доведувала штедењето во контекст дека едната валута е помалку или повеќе безбедна. Тука пред се би ги истакнала мерките на монетарната политика, која се грижи за финансиската монетарната стабилност и стабилноста на курсот на денарот во однос на еврото, така да и покрај оние шпекулативни подгревања на страф, неизвестност дека девизниот курс нели ќе се смени и така натаму, сепак долгиот период на стабилност на девизниот курс ни дава за право да веруваме дека таа стабилност на девизниот курс ќе продолжи понатаму и од тука навистина верувам дека штедењето и во денари и во девизи е подеднакво стабилно и на крај се сведува на личниот избор и преференца на штедачот. Така. Во изминатиот период бевме сведоци и на забележителен пат на еврото во однос на останатите валути, особено во однос на доларот, невиден во изминатите 3 децении од како постои, од како е воведено еврото како валута. Дали ова предизвика трансфер на девизите од евра, например, во некоја друга девиза, например, фунта, швајцарски франк или пак долар? Има ли заштеди во рубли, например? Така, па нема во рубли. Значи, не прв пат се соочуваме со пораст на вредноста на доларот, меѓутоа пред се би истакнала дека доларот и останатите валути во вкупните, со исклучок на еврото, учествуваат минимално. Значи, доминантна валута која што учествува во девизните депозити се еврата, со над 90% учество. Така да сите останати, вклучувајќи го доларот, франците, британските фунти и така натаму, се навистина незначителни и во овој последен период од неколку месеци навистина не се забележани позначителни придвижувања во полза на овие останатите валути. Се уште еврото останува доминантната валута. И покрај прогнозите на некои финансиски аналитичари дека на долг рок најстабилен на швајцарскиот франк, например, или дека овие флуктуации во однос на доларот и еврото кои беа забележани, граѓаните не побрзаа да ги заменат своите евра во долари или? Не, навистина не.
Добро, што вели статистиката ваша што како Македонска банкарска асоциација несомнено ја правите, на колкав рок се најчесто орочени банкарските депозити? Има ли вака просек издвоен? Има секако има, значи тие најчесто гравитираат во периодот од 12, 18, 24 месеци. Штедачите се навистина и информирани, но и мудри да го одберат најоптималната комбинација на принос и расположливост на средствата на релативно среден рок. Така да во тој период од 12 до 24 месеци гравитираат најмногу за штедите на граѓаните. Така, од 18 до 24 месеци. Так. Тоа значи од година и половина до 2 години. Година и пол, две, тука е фокусот на заштедите. Така, дали би можеле да добиеме информација колку изнесува најголемиот поединечен депозит на едно физичко лице, како сума? Така, значи имајќи во предвид нели сензитивноста на информацијата без да нарушиме нели потребната дискреција, да, би рекла дека така, би рекла дека износите се движат во милиони. Евра или во денари? Денари и евра. И денари и евра. Значи имаме милионери во евра. Имаме милионери, така е. За жал и тие не можат да живеат само од камата. Па би рекла да, секако за да се одржи. Да. Кога станува збор за депозитите на граѓаните, за сигурноста нивна, вие рековте расположивоста во однос на потребата, секој си прави своја проценка па ги орочува на определен период, тие може да се подигнат во секое време без нели онаа дадена камата. Так, не е како порано дека пред истекот на тој период не може да се подигнат. Што е со фондот за осигурување на заштедите на граѓаните, да? Дали се уште е онаа горна граница од 30.000 евра во противредност за денари и за евра во одредена банка, и дали како банкарска асоциација би дале совет дека ако некој граѓанин сака поголема сума да вложи, треба да ги распредели во повеќе различни банки? Па така, значи се уште останува таа горна граница каде што фондот за осигурување на депозити ги гарантира вкупните заштеди на едно физичко лице во една банка до 30.000 евра. Значи тоа останува. Граѓаните поучени тие ги сведоци сме дека тие прават дисперзија на вложувањата помеѓу членовите на семејството и помеѓу различни банки, така да, но пред онаа сигурност која што и гаранција која што ја дава фондот за осигурување на депозити, би истакнала дека банкарскиот сектор е стабилен и сигурен и тоа ја дава, да кажеме, подлогата на целокупниот амбиент нели во кој што банките работат, а штедачите штедат. Пред себе е истакнала сигурноста на стабилниот систем, а потоа второстепено гаранцијата која што ја дава фондот за осигурување на депозитите. Да, несомнено дека банкарскиот систем е стабилен со години наназад, македонските банки се здрави. Така е, и сигурни, безбедни за чување, и дека банкарскиот сев во таа смисла нема дилема дека е најсигурната адреса. Меѓутоа, таквиот впечаток го расипа пред година и половина пропаѓањето на Евростандард банката. Колку се сигурни останатите банки? Значи, да, пропаѓањето на Евростандард банка би го оставила во ингеренции на регулаторот, каде што е навистина местото за тој случај. Значи, јас сепак останувам на ставот дека банките се сигурни, стабилни, ликвидни, високо капитализирани. И од тоа сметам дека банките се најсигурно место за заштедите на граѓаните. Без некаква дилема, значи банките се местото за заштедите на граѓаните. Така, зборувавме дека пред почетокот на војната и пред почетокот на пандемијата, особено имавме еден негативен тренд на каматни стапки, на намалување. И тоа во подолг период на намалување на каматните стапки, дури се шпекулираше дека и Македонија ќе дојде многу бргу денот кога, по примерот на европските и светските земји и банки, ќе имаме негативна каматна стапка, односно граѓаните или фирмите кои ги чуваат своите пари во банка ќе треба да плаќаат негативна каматна стапка. Сега развојот на ситуацијата во светот го смени ваквиот тренд. Сепак, дали за очекување на долг рок е, ако бидеме сведоци на стабилизација и дај Боже за крај на војната и полека санација на таа криза, повторно да станат актуелни тие негативни каматни стапки, односно да паѓаат каматите и да плаќаме за чување на парите во банка? Значи, иако нели во последните до неодамна бевме соочени со тој тренд, надолен тренд и негативни каматни стапки во поширокото опкружување, би истакнала дека во Македонија воопшто не се случија негативните каматни стапки. Сега кога сме во амбиент на зголемување на каматните стапки, навистина ете од мене би било и шпекулативно и неосновано да коментирам или да се обидувам да предвидувам дали во Македонија би дошол трендот на негативни каматни стапки, би оставила нели времето да го покаже своето.
сега како што стојат работите со поскапувањето на парите и со подигањето на каматните стапки, дали е за очекување како прогноза и како ваша проекција дека на наредниот 31 октомври во текот на 2023 заштедите ќе растат уште повеќе и до година онаа сума од 5 милиарди евра што сега ја спомнавме ќе биде значително поголема. Секако, нели, праксата, податоците, минатото ни даваат основа да веруваме, но и актуелниот амбиент на покачени каматни стапки ни дава добра основа да веруваме дека наредната година секако ќе имаме пораст на депозитите за очекување. Барбара Брезовска-Поњавик од Македонската банкарска асоциација, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телма и за вашите одговори. Ви благодарам, би сакала вака на крај да завршиме со една позитивна порака и да ги охрабриме граѓаните да штедат, да ги потикнеме, бидејќи да ги научиме да ги потикнеме на финансиска одговорност, на планирање на нивните навики и би посакала да ни е честит денот на штедењето на сите штедачи. Да, ја не ви го честитав на почеток, ви го честитам на крај, си земам таа шанса, оваа пригода да ви честитам и тој ден и како што рековте вие можеби за граѓаните не само заради интересот каматите и туку бидејќи пред се живееме во кризни времиња, парите треба да се штедат, нели? Така во време на криза. Така е, парите треба да се штедат бидејќи со штедењето денес и акумулирање на таа заштеда создаваме можност за подобра и инвестиција во иднината. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.